Она што следува во продолжение на програмата и според нашето сценарио, еве веќе си ја гледам мојата драга колешка Ивана на линк. Иванче, добро утро. Ова утро ни се јавуваш од Македонскиот народен театар, на кој што наскоро се отвара летната сцена Славиша Каевски. Добро ти утро. Добро утро, Ирина, до тебе, добро утро и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Како што спомена и ти, ве поздравуваме од Македонскиот народен театар и официјално нели да ја започнеме и да ја отвориме новата театарска сезона. Знаеме дека нели во текот на летото и театарот одмара, како што одмараме нели сите ние, па во текот на летото немаше представи во Македонскиот народен театар, но новата сезона се отвара со летна сцена за прв пат, летната сцена Славиша Каевски, која што е во чест на природно починатиот актер Славиша Каевски, кој што почина на 39 години во декември 2021 година. Летната сцена Славиша Каевски ќе се отвори свечено на 17 септември на летната сцена од Македонскиот народен театар. Затоа што ќе донесе новата театарска сезона и што предвидува летната сцена Славиша Каевски, ова утро ќе дознаеме од Симона Александрова. Симона, ќе ти посакам добро и убаво утро. Убав проект кој што за прв пат се случува еве оваа година и на тој начин ја најавувате и новата сезона и отварате новата сезона. Летна сцена Славиша Каевски. Да, така е. Ви благодарам пред се на поканата. Летната сцена го носи името Славиша Каевски, затоа што Славиша беше актер, дел од ансамблот на Македонски народен театар, кој што беше многу важен за сите. И исто така беше алка која што ги поврзуваше сите сектори во театарот. Со самото назначување на директорот Никола Кимовски е донесена одлука летната сцена да биде да представува свечено отварање на новата театарска сезона и еден нов почеток за сите нас. Дали ова значи дека и наредните години ќе прерасне ова во традиција и дека секоја година новата театарска сезона ќе се отвара токму со овој настан летна сцена Славиша Каевски? Планираме тоа да биде така и се надевам дека ќе имаме можност да оствариме и натаму во наредните години. Така, Симона, на 17 септември се отвара летната сцена, со која представа ќе биде отворена? Значи, свеченото отварање е на 17 септември со музичко-драмското дело Црнирала ремикс, која што е во режија на Синиша Ефтимов. Натаму ќе се појават, тоест ќе настапат и дел од популарните представи на Македонски народен театар, како што се Кец на десетка, Не се клади на енглези и Мој термин. Исто така на летната сцена ќе настапат и големи музички имиња, како што се Игор Джамбазов и Гуру Харе, Елде Пистолеро и Диджеј Гоце и Пијан Славеј. Исто така ќе има гостување од Велешкиот театар со представата Вечера за глупаци и ќе настапи и Факултетот за драмски уметности со представата Сакатиот од Инишман. На крајот свеченото затворање на летната сцена ќе биде со настап на Националниот джез оркестар со Битлс и трибјут. Да, навистина богата програма, како што доликува да му се даде чест на еден актер кој што играше навистина долго времено и многу представи во Македонскиот народен театар. Од колку часот се представите и каде е сцената? За прв пат нели ќе имаат можност публиката да гледа во Македонскиот народен театар представа под отворено небо. Сите настани се со почеток од 21 часот. Летната сцена е на платото на Македонски народен театар и билетите за истата може да се набават онлайн на Македонски народен, на веб страницата на Македонски народен театар mnt.mk, како и на билетарницата која што се работи на време секој работен ден од 12 до 21 часот. Верувам дека веќе картите се пуштени нели во продажба? Да, секако се пуштени во продажба. Новата сезона на Македонскиот народен театар носи и други новитети, покрај тоа што еве официјално се отвара со летната сцена Славиша Каевски. Што ќе донесе новата театарска сезона во МНТ? Значи, во хоризонтот на новата сезона се сериозни копродукции, исто така се планираат и гостување на популарни фестивали. Веќе е потпишан меморандум за соработка со Факултетот за драмски уметности од Скопје, со кој што се претпоставува студентите од факултетот да имаат да бидат вклучени во секојдневни и различни проекти од театарот.
Моментално работиме на реализација на 3 представи. Веќе вчера официјално започнаа пробите за представата 12 од Синиша Евтимов, кој што вистински успеа да склопи една многу моќна екипа од актери на едно место. Представата е правена по мотивите на 12 Angry Men од Reginald Rose. Потоа втората представа, која што исто така се започнати пробите, е во режија на Звездана Ангеловска. Името на представата е Бели ноки и исто така представата Марта во режија на Нина Николич. Натаму во ноември се планира да се реализираат уште 2 проекти. Едната театарска представа е Народен пратеник во режија на српскиот режисер Егон Савин и представата Бог на колежот, чиј што режисер е Весна Петрушевска. Така богата, искрено, театарска сезона ќе има што да се прави нели во текот на есента која што ни доаѓа. А каков е капацитетот на летната сцена? Колку билети ќе бидат пуштени во продажба, односно веќе се пуштени во продажба за летната сцена? Што се однесува до театарските представи, затоа што ќе бидат наседени од 250 до 300 луѓе собира, додека пак на музичките настани до 500 луѓе е капацитетот. Значи сепак да си побрзат сите оние кои што сакаат да бидат дел од да. Целата програма може убаво по датум и се да се разгледа на веб страницата на Македонски народен театар и со така и на социјалните мрежи. Ви благодарам, Симона, на одвоеното време. Благодарам многу и на вас. Дајте, споминавме што се ќе се случува оваа есен во Македонскиот народен театар, многу новитети, но она што е многу битно и значајно е дека 17 септември започнува новата сезона, односно се отвара театарската сезона со летната сцена посветена на прирано починатиот актер Славиша Каевски, така што бидете дел и ве ги спомена Симона делот на станите и представите кои што ќе се одржат токму во дел на таа летна сцена. Но сепак имате можност нели на веб страницата на Македонскиот народен театар да ги погледнете и се она што ќе следува во идниот период. Побрзете си, набавете си ги билетите од билетарницата на МНТ или пак може да си ги набавите и онлайн. Ние ќе ве поздравиме од ова културно место во центарот на главниот град и ве покануваме да бидете дел од новата театарска сезона. Останете понатаму со утринската програма на Алфа телевизија и сите содржини кои што ги подготвивме за овој четврток во Добро утро секој утро.